Скандинавските и балтичките земји се можниот излез од кризата на текстилната индустрија во Македонија. Оттаму нарачките раснат, а условите и цените кои ги нудат се добри. Има компании кои веќе почнаа нешто со скандинавските држави да работат и нивното искуство е дека таму е подобра соработката и подобри цени добиваат отколку во Германија. Дали е тоа некоја алтернатива за текстилството, северните земји, Скандинавија, Балтикот? Па моментално се покажа дека се подобри партнери од германците, имат и подобри цени и нема таков пат како што има во Германија. Во меѓувреме обстанува соработката со Германија, но обемот на нарачки од модниот дел паѓа, но стабилен е делот од нарачките за производство на постелнина и ХТЗ опрема. Па соработката продолжува, но обемот на соработката паѓа, така да количините се многу паднати, тоа се огледа и најмногу нели на падот на нашиот број на вработени. Со производството на текстил, кај што работат и органи чаршаф и друг вид на текстил, покажа дека е по-стабилен овие промени и во последно време нема таков пад, дури има и некаков раст, мал раст. А додека облеката и особено модната облека страшно паѓа, се задржува само производството на работна облека, на униформи за војска, за полиција, која во овој момент, пошто НАТО се спрема за војна, ќе и треба многу униформи. Генерално и покрај позитивните сигнали од северот на Европа, обемот на нарачки е во пат, а неизвестноста се уште е над македонскиот текстил. Па продолжува умерено да паѓа обемот на нарачки и понатаму. И се знаат старите болки, значи покрај кризата со Украина, со војната, порастот на цената на енергијата во Германија, стравот од нова војна, кај што политичарите секојдневно ги плашат европјани дека ќе мора со Путин да војуваат, сето тоа влие на падот на порачките, а од друга страна ние изгубивме конкурентската способност и станахме прескапи за ова производство и масовното производство е преселено во Бангладеш и другите земји од далечниот исток. Во моментов во текстилството екзистенцијата ја обезбедуваат 17.500 вработени, од кои 2.500 се во делот на производството на модна облека, а останатите шијат нарачки за полиција, војска и ХТЗ опрема.